Приказните на баба Солунка. Дечиња, тишина. Уште една приказна од баба Солунка. Царот, што имаше 11 синови и една ќерка. Царов и имал 11 синови и една ќерка. Кога била жива, мајка им оделе децата царски променети и со пенкала златни пишувале. Кога умрела мајка им, зел он друга жена и мајчаата им направила маџија, да бидат дење галеби, а ноќе човеци. Еднаш годишно иделе да се видат родниот крај, а девојчево го дале кај некои цигани да го чуваат. Кога го донеле, црно, гнасно, ваа го пуштила у една када, ја наполнила кадата вода, пуштила 2 жаби да го удават детево. Арно она била многу добра, жабите ги зела у раци и ја засакале, не ја удавиле. Кога видела дека не е удавена девојчева Елиза, ја зима она и ја испретуе катран и ја носи кај царот. Царе, рече, ваа ли е твојата ќерка? Како, рече, ваа е ќерка моја? Косава сета катран, мачка на лицето сета катран, не е мојата ќерка, испуди ја. И ја испудиле, отишла она кај езерото, некоја планина, нашла езеро и се избањала. У езерото станала многу убава. И нашла 11 пердуви од галебите и си ги собрала ко букет у рака. И легнала, заспала. Кога заспала у сонот, сонила една баба и дошла и донела еден корен, една травка. Таа травка била коприва. И рекла, браќа, ти можеш да ги спасиш само со оваа травка, да им сплетеш кошули, ама додека ги плетеш кошулите, никако да не проговориш. Ако не ти стаса травка, ќе идеш у гробиштата, ќе набереш. Може би ќе видиш некоја вештерка вади месо од гробиштата, ако се уплашиш, магијата ќе се растури, не ти помага. И кога дошле браќа и галеби, тој ден баш требало да дојдат. Ја навоѓаат како спие. Плетат мрежа од повид, ја ставаат у повидот незе, у мрежата и ја носат двајца, едниот напред, другиот назад, а третиот и држи сенка, да не се разбуди. Ама време многу лошо. Почнало да дува ветер, почнало да роси, а веќе приближува ноќ, ќе се претворат човеци. Виделе на некој остров некоја карпа, застанале на карпата и она се разбудила и тука ноќта преночиле стоејќи на карпата. А они живееле у некоја пуста куќа таму, некој село, нејзи направиле една куќичка од трава и она си бере од копривите и плете кошули. Кога еден ловџија, еден принц, царски син, со двајца другари одат на лов. Загарите најдова у колибата и почна да лаат на неа. Она ќути, не збори. Дојде принцот, ја гледа, многу убава. Рече, па и нема, дај ќе си ја зема. И ја зеде, ама соберете ги, рече, травки, ве шо се? Оти она е учена у трава, не може одма да привикне на убаво, малку време ќе полежи у травите. А она се израдувала кога ги зеле травките, и тие биле кошулите на браќа и. Дошла кај царот, ништо збор не одговорила, се ќутејќи. Не истасала травка, отишла у гробиштата, видела вештерката истата што ја сонила насон. Вади месо од некој мртовец и јаде, ама она не се уплашила. Набрала еден нарамник трава и донела. Кога ја виделе тие стражарите и му кажале на принцов, рекол, твојата жена не е вистинска жена, твојата жена е вештерка. И овој наредуе да запалат. Арно мона плете, дење ноќе плете, кошули. И кога ја изнеле, направиле оѓен да гори и сите галеби се собрале 11. И тие стражарите викале, ете, видели од тие вештерка и пилците дојдаа по неа. А она како идат браќа и, она така им фрла кошули. Кошуливе ги облекуват и се претварат у човеци. И за најмалиот више ја донесоа до оѓенот, му ја фрли кошулата со еден ракав. И тој остана најмалиот брат, едно крило, една рака. И тога она проговорила, река, царе, сега можеш да ме гориш, браќа ми се човеци. И кога видел дека она знае да збори, зар знаеш да збориш? Знам, рекла, само чутев еве да вода да ги спасам браќа ми. И си ја зел, од оѓенот ја спасил и браќа и си ги зел и станали они министери, си го нашле местото свое.
Приказните на баба Солунка.